Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Во едно ова ќе биде и последно издание за ова календарска година, бидејќи веќе привршуваме со активностите на домашната спортска сцена и ќе направиме кратка пауза, меѓутоа претходно да видиме што се случуваше во изминатите 7 дена на спортски план. Ќе започнеме од она што беше најактуелно, односно од надпреварите од 9-тото коло на првата кошаркарска лига на Македонија. Некомплетното 9-то коло беше на програмата, а кошаркарите на гостивар после пауза од 1 месец и 1 ден се вратија на паркетот, одиграа првенствен надпревар против екипата на Вардар, кој што го добија со 91 спрема 53. Најпрецизен во редовите на гостивар, Армстед со 17 поени, по 14 постигнаа Димитриевски и Тодорович, по 11 Јанески, Димчевски, 7 поени за Ристовски, 5 за Костовски, по 4 за Тасовски и Стериов и по 2 поени за Стојановски и за Пецановски. Кај екипата на Вардар, најпрецизен Ташовски со 12 поени. Интересно, Виктор Ташовски, минатиот викенд го гледавме на надпреварот помеѓу Тетекс и Битола Медика карта, бидејќи Ташовски игра на двојна регистрација и на тој надпревар беше најпрецизен во втората лига, но тогаш со 34 поени, а сега еве најпрецизен и во првата лига, овој пат со 12 поени, што говори дека се работи за добар, квалитетен, млад кошаркар. На останатите надпревари од 9-тото коло на првата кошаркарска лига кои што се одиграа викендов беа постигнати следниве резултати: Академија ФМП, ТФТ Скопје 89 спрема 75 и Црндрим Пелистер 70 спрема 102. Сите останати надпревари беа одложени. Табелата изгледа вака. На првото место ФМП со 9 бодови од 5 надпревари, следува Пелистер со 8 бодови од 4 надпревари, на третото место е Гостивар, односно на третото и четвртото место Гостивар и ТФТ со по 8 бодови од 5 надпревари, исто толку и Куманово на 5-тото место, на 6-тото место Евроникел со 7 бодови од 4 надпревари, 7-ми е Работнички со 6 бодови од 3 надпревари, 8-то место Црндрим 6 бодови од 5 надпревари, 9-то место за МЗТ Скопје 4 бодови од 3 надпревари, на 10-тото и 11-тото место се МЗТ 2 и Вардар со по 4 бодови од 4 надпревари, односно сите порази, и последен е Кожув со 3 бодови од 3 надпревари, односно 3 порази. Интересно е тоа што ова беше 9-то коло, а гледате дека ниту една екипа нема одиграно повеќе од 5 надпревари, а тоа би значело со една проста математика 9 кола по 6 надпревари во секој коло, 54 надпревари требаше да се одиграат до сега, но се одиграа само 25. Што значи дека повеќе од половина од надпреварите се одложени, односно 29 надпревари се одложени, и ќе биде навистина интересно да видиме како Кошаркарската федерација на Македонија ќе најде термини за да се одиграат овие надпревари. Со оглед на тоа што многу екипи имаат се уште проблеми со позитивни случаи на COVID-19, еве последен случај вчера, екипата на Куманово на само 3 часа пред одигрување на надпреварот со МЗТ Скопје го одложи овој дуел поради позитивен кошаркар. Знаеме дека екипата на Кожув е во изолација до пред Нова година, што значи дека навистина една тешка сезона во првата кошаркарска лига на Македонија. Во втората лига требаше да се одиграат надпреварите од 9-тото коло, но се одигра само еден надпревар, Хераклеја Спорттим Неготино 82 спрема 61, а она што нас не интересира е тоа дека надпреварот Чаир Тетекс на само неколку часа пред одигрувањето е одложен, бидејќи имаме позитивен случај на COVID-19 и во екипата на Тетекс. Исто така и сите останати надпревари од ова коло беа одложени, што значи дека есенскиот дел завршува некомплетно, а табелата е следна. Во водство екипата на Хераклеја со 16 бодови од 9 надпревари и единствена екипа која што ги има одиграно сите надпревари од есенскиот дел. Следуваат Охрид и Тетекс на второто и третото место со по 12 бодови од 7 надпревари, значи Тетекс има 2 одложени надпревари, оној со Партизан на домашен терен во второто коло и овој со Чаир од 9-тото коло. На четвртото место е токму екипата на Чаир со 11 бодови од 6 надпревари, на петтото место е Партизан со 10 бодови од 6 надпревари, шесто и седмо место за Ринија и Битола со 10 бодови од 7 надпревари, 8 место за Спарта со 8 бодови од 7 надпревари, 9 за Мега Баскет
Исто така 8 бодови, но од 6 надпревари. И на последното 10-то место екипата на Спорттимот Неготино со 8 бодови од 8 надпревари, односно сите порази. Изминатата недела заврши и есенскиот дел во првата фудбалска лига на Македонија. Во средата се одиграа надпреварите од 18-тото коло, за тоа информиравме во вестите на КМ телевизија, сега само ќе се подсетиме на табелата. Есенски шампион екипата на Шкендија со 39 бодови, на второто и третото место екипите на Шкупи, Македонија, Ѓорче Петров со по 33 бодови и ќе следиме на вистина интересна пролет, бидејќи веќе се актуелни трансферите и овие две екипи се актуелни на пазарот, секако и екипата на Шкендија. 3 екипи во борба за титулата, Шкендија е во предност од 6 бодови, а на пролет треба да се одиграат уште 15 првенствени кола, што значи дека повеќе од половина од надпреварите се одиграни. На четвртото место екипата на Струга, изненадувањето оваа сезона со 28 бодови. Петто и шесто место Вардар и Борец по 25. Одличен резултат за екипата на Вардар, со оглед на проблемите и безпарицата со кое што се соочува клубот, но се чини дека оваа криза во Вардар допрва ќе се продлабочува, бидејќи тренерот Александар Васовски се замина, а Шкендија, Шкупи, Македонија, Ѓорче Петров, условно да кажам, се тепаат за најдобрите фудбалери на Вардар да ги доведат во своите редови, па ќе биде навистина интересно да видиме што ќе се случува оваа зима. Продолжуваме со табелата. Седмо место за екипата на Работнички со 24 бодови, на осмото место е Силекс со 22, деветта е Ренова со 19 бодови. Кога сме кај Силекс и Ренова, тоа се разочарувањата оваа сезона, бидејќи двете екипи ова лето, изминатото лето, не представуваа во европските фудбалски купови. Ренова после она одлично издание против Хајдук на домашен терен во Скопје, некако влезе во криза, долго не можеше да победи, дојде и до тренерска смена, Бујар Ислами си замина, се врати Ќати Посмани на кормилото на Ренова. Меѓутоа, Ренова е на 9-тото место во зоната за бараж за опстанок со заостанување од 3 бодови од онаа безбедна зона. На 10-тото место е Пелистер со 18 бодови, во опасната зона за испаѓање на 11-тото место Академија Пандев со 17 и со реални шанси за борба за опстанок. И на 12-тото место Беласица со само 9 бодови и се чини дека еден патник во втората лига за следната сезона веќе е познат со оглед на тоа дека и оние малку квалитетни играчи кои што ги имаше Беласица, веднаш уште првиот ден после завршување на есенскиот дел се разбега и се во потрага по нов ангажман. Минатиот викенд заврши и есенскиот дел во втората лига Запад. Таму се одигра 16-тото коло, а до крајот има да се одиграат уште само 11 првенствени кола. Есенски шампион е екипата на Скопје со 37 бодови, помалку изненадувачки, бидејќи беа во кругот на фаворити за висок пласман, но сигурно не беа фаворити за првото место. Второ и трето место делба на Велешта и Гостивар. Кога сме кај Гостивар, екипа која што со амбиции за прво место, со навистина квалитетен состав, со квалитетни засилувања влезе во оваа сезона. Беше доведен голманот Марко Јовановски, потоа тука напаѓачот Христијан Кировски, офанзивецот Иван Настевски, играчот од средната на редот од везната линија, од средната линија Петар Лјамчевски, штоперот Трајче Стојковски, односно централниот дефанзивец. Меѓутоа, уште само по еден месец од како беше направена оваа квалитетна екипа, се замина Марко Јовановски најпрво поради финансиската криза која што го зафати гостиварскиот второлигаш. Беше турбулентен период, успеваше Гостивар да се одржи на врвот, за на крајот сите останати 8 голманот Јовановски да ги задржи, но на полусезоната има 7 бодови за останување од првопласираниот Скопје. Изненадување оваа сезона на четвртото место екипата на Охрид со 28 бодови, екипа која што влезе со амбиции за опстанок, а тој опстанок веќе на полусезоната си го има обезбедено. На петтото место екипата на Кораб со 24 бодови, шести е Влаздрими со 22, седмото место за Кадино со 15,
8 и 9 место за Тетекс и Вардар Форино со по 13 бодови, последна е Дрита со 10. Последните 3 екипи се сите од Полошкиот регион. Тетекс преку фузија со Лабуништа влезе во второлигашката конкуренција оваа сезона. Амбициите беа опстанок во лигата и тука некаде се на цртата на безбедната зона. Вардар Форино влезе со амбиции за највисок пласман, да се бори дури за првото и за второто место, меѓутоа финансиските проблеми си во сторија тоа и Вардар Форино е во зоната за испаѓање и екипата на Дрита, која што е последно пласирана, исто така со амбиции за опстанок оваа сезона и е многу блиску до остварување на таа цел. Кога сме кај фудбалот, изминатиот викенд се играа надпреварите од 9-тото коло од Третата лига Запад. Не знам дали ова ќе биде последно кој што ќе се одигра во оваа календарска година, бидејќи ниту екипите немаат информација дали ова ќе биде последното коло. Меѓутоа постигнати се следниви резултати. Беса Добридол, Пролетер Тунчевиште 7:0, 3 голови на Башким Љама и по 1 на Аид Беадини, Етник Мустафа, Рилин Кјамили и Алмир Хавзију. Зајаз Рапчиште 2:0, Лиридон Кадрију и Шчиприм Руфати стрелци за домашната екипа. Во Горна Бањица Трабзонспор напредок 2:1, Амир Џафери и Исак Фейзулај за екипата на Трабзонспор, за напредок Димитар Димовски. Во локалното дерби Љуботен Речица 1:4, Денис Јовановски за домашната екипа. За гостите Хузри Џемаили постигна 2 погодоци и по 1 Ветон Нафију и Џеват Шерифи. И на последниот натпревар, каде што воедно имаше најмногу погодоци, Арсими Камењане 6:3. За екипата од Чегране 3 голови на Ерсел Дико, 2 на Вулнет Елмази и 1 на Едис Муртезани, додека за гостинската екипа на Камењане 2 пати стрелаше Арбен Бајрами, а еднаш Осман Али. Екипата на Нераште беше слободна ова коло. На табелата екипата на Беса Добридол во водство со 25 бодови, пред Арсими со 21, на третото место Речица со 19. Четврто пласиран е Врапчиште со 15 бодови, на петтото место Камењане со 13, шести е Зајас со 12, на седмото место е Нераште со 9 бодови, осми е Трабзонспор со 7, деветото место за напредок со 6 бодови, 10 Љуботен со 3 и на последното место Пролетер без ниту 1 бод. И во одбојката заврши есенскиот дел, тука започна вториот круг. Меѓутоа, првенството тука и заврши, ќе продолжи во месец февруари, бидејќи македонската репрезентација веќе се подготвува за квалификациите за Европското првенство 2021 година. Ќе се одиграат 4 надпревари, сите во Скопје, во спортската сала Борис Трајковски во период од 11 до 16 јануари, а противниците селекциите на Турција и Босна и Херцеговина по 2 пати со двете ќе играме. Пласман на Европското првенство ќе обезбеди прво пласираната репрезентација од групата, како и 5 најдобро пласирани втори репрезентации од групите. Кога сме кај првенството во машката лига, првенството заврши вака. Во плејофот на прво место Џио Струмица со максимални 30 бодови од 10. Надпревари второто и третото место го делат екипите на Универзитет Тетово и Вардар со по 24 бодови, четврти е Борец со 18. Во плејаутот на првото место е Шкендија со 18 бодови, пред Штип со 15, третото место е за Лирија од Жеровјане со 12 бодови и на последните 3 места Весна Пробиштип со 6, Јанта Волеј со 3 и Дибра Волеј без бодови. Во женска конкуренција, во плејофот, екипата на Вардар го заврши првенството со максимални 24 бодови, пред Работнички со 22, на третото место Јанта Волеј Кисела Вода со 19, четврто место за Струмица со 16, петто за Наковски Волеј со 13 и на шестото место Универзитет Тетово со 11 бодови. Во плејаут лигата на првото место Јанта Волеј Форца со 15, второ место за Фитван Волеј со 14, трето место за Пелистер Волеј со 13 и тука некаде се затвора кругот на екипите кои што ќе конкурираат за две позиции кои што носат опстанок во лигата. На четвртото место е Ускана со 9 бодови, петти Виктори Волеј со 6, на шестото место Угада Студент со 5, седма е Македонија Макс со 1 бод и на последното место без бодови и без шанси за опстанок екипата на Бамикор од Тетово. Ја споменав репрезентацијата на Македонија,
Кога сме веќе тука, ќе одиграме и контролни натпревари против селекцијата на Бугарија на 29 и 30 декември во спортската сала Борис Трајковски во Скопје. Источниот сосед ќе гостува во рамки на меморијалниот турнир во чест на Бранко Хаджилевски Чајка. Интересни натпревари и да видиме до каде се нашите одбојкари и какви ќе ни бидат шансите за пласман на Европското првенство, а верувам дека шансите за пласман на Европско првенство не се големи, бидејќи екипата на Данска се откажа од квалификациите, требаше едниот турнир да се игра кај нив и затоа останаа само 3 репрезентации, што ни ги зголемува шансите за пласман втор поред на еден голем континентален собир во одбојка. Воедно информациите од одбојката беа и последната содржина за овој спортски преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип, воедно и последен во ова календарска 2020 година. Да ве потсетам да ги уплатите вашите добитни тикети во спортските обложувалници Евротип. На располагање ви се уплатните места низ цела Македонија, како и вебсајтот на Евротип, каде што може да се обложувате онлайн. Посетете ги, ве очекуваат голем број на изненадувања. Тоа беше се што подготвивме за денешниот спортски преглед. Се гледаме после новогодишните празници во новата 2021 година. Довидување.